Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВ телевизија и го следите најновото издание на Охридската Јоклама. Издание кое што овој пат во целост ќе го посветиме на теквондото, ќе го посветиме на најуспешниот теквондо клуб од нашиот град, Хваранките клубот од Лескоец, и причина и повод имаме секако за денешната емисија и за гостувањето на моите денешни соговорници, инаку Маријанчо Лазарески и Миле Климовски, едниот председател, другиот асистент во, како што кажав, најуспешниот теквондо клуб во нашиот град. Причина неодамнешното одржување на националниот технички семинар за теквондо, кој што овој викенд се одржа во нашиот град, инаку еден од предавачите, можам да кажам слободно, на овој семинар, грандмастерот Ким Унг Чол, ке ме исправат моите гости денес ако грешам, секако во понатака во емисијата, инаку носител на црн појас 9 дани и председател на комисијата за организација на теквондо турнири од ИТФ федерацијата. Меѓутоа, ајде редо да си го фатам. Добар ден, добро ми дојдовте во рекламата, како сте? Имавте интензивни 2 дена? Да. Ви благодариме пред се на поканата. Поминавме прекрасен викенд со грандмастер Ким Унг Чол, црн појас 9 дан. Организиравме национален технички семинар. Го организираме секогаш кога можеме. Се надеваме дека редовно секоја година ќе можеме да организираме. И пред се поводот е, мислам, да ни ја објасни техниката, ситниците, пошто имаме пријавена екипа за Европското првенство во Естонија, Талин, каде ќе учествуваме со 20 такмичари и сакаме да дадеме се од себе и што е можно, ако можеме да дојдеме и до некој медал. Така. Миле, малку подоцна со тебе ќе поразговараме за состојбите во клубот, за новите уписи, за тоа колкав е интересот, меѓутоа да се задржиме уште на самиот почеток на емисијава за овој семинар, да кажам, кој што викендов се одржа. Колку за еден спортски клуб, ето, кој што се занимава со боречки вештини, претисе, колку е битно одржувањето, ови се две прашања едно во друго, колку е битно одржувањето на едни вакви семинари, со оглед на тоа што кажавте дека учите некои технички моменти во самиот спорт и она што ќе ви е потребно понатака за учество на сите турнири, првенства и така натаму и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, колку е тешко да се донесе име кое што има тежина и кое што значи нешто и кое што конкретно и реално може да ви помогне. Значи, семинарите се најбитни. Значи, за работење на чиста техника, за постигнување на врвни успеси, треба континуирано да се работат семинари и наравно нашата девиза е доколку учиме се трудиме да учиме од најдобрите. Многу е тешко да се дојде до термин за семинар со споменатиот грандмастер Ким Унг Чол. Ево, ќе напоменам само следниот викенд е во Благоевград, инструкторски и судиски семинар, посебно за тие што ќе се суди за Европското првенство. А онма наредниот викенд заминува во Африка, во Конго. Доволно е овие два викенди да кажеме, колку е ценет во светот. За 2 викенди 2 континенти ќе оди ке мене. Да. Многу се радувам што успеавме и оваа година. Како се случи поканата и како се очекувавте дека ќе одговори позитивно? Па очекувавме, пошто јас сум председател и на Македонската ИТФ федерација, и јас контактирам неколку месеци однапред и го прашувам за термин, дека сме заинтересирани и дека ни требаат баш семинари за нашата техника, за да одиме, ние сакаме да одиме напред и да постигнеме врвни резултати. Или како беше, какви беа реакциите, впрочем, на членовите на клубот кога ви дојде едно вакво име во клубот? И имаше ли прашања од членовите, посебно од овие кои што се помлади, кои што прв пат се среќаваат со грандмастер, некој кој што е, ето Маријан ќе каже, врв во овој спорт? Јас можам да кажам дека доста од почетниците не учествуваа на овој семинар,
од трема и од страв. Да, значи, знаеш како кој ќе им кажеш дека доаѓа, како во фудбалот да дојде Роналдо, им кажуваш дека доаѓа Ким Ун Чол, еден од најдобрите во светот, и се плашат, леле, да не сум слаб, што ќе каже ова, она. Значи, Па иако си слаб, ќе ти кажи што треба ама затоа се оди за да се подобриш. Така. Добро, сега некои не се почетници, некои не ја имаат совладано тремата, но тие што се такмичарите, најбитните, и од друг клуб учествуваа, значи и такмичарите, најбитните беа тука, имаше и други што не се такмичари, што се идни такмичари и изразија желба да учествуваат на овој семинар. Имаше можност, чест, да го запознаеш? Да, има. Импресии твои? Многу фин човек, добар мајстор. Така. Имаше Многу можност да научив од научиш него. нешто, да? Многу научив од него. Така. Конкретно, која беше помошта, ето? Која конкретно? Ето, нешто што не си знаел. За форми бе доста научив, точно како се работи. Нови техники, кои што ги кажеше. Само одбрана Хосен Сул што учевме и тоа многу Така. интересно. Така. Колку се менуваат милето и правилата и тие некои работи кои што сте мислеле дека до вчера ги знаете, станува збор за некои промени кои што спортов претрпува или чисто онака некои ваши мали пропусти кои што сте ги направиле? Не знам, можда ние сме работели некоја стара техника претходно, па тие си ги менуваат тие според тоа како треба да се движи телото. И точно е центрираат силата за удар и за блок, како треба точно да биде раката поставена, да немаат многу кружења, да немаат многу движења без потреба. Така. Во колку делови се одвиваше семинарот? Предпоставувам имавте и теоретски дел, предпоставувам дека ето, каже и самиот дека имавте и практични моменти делови. Така. Имаше 3 тренинзи. Едниот беше спаринг техники и другите 2 беа со техника форми и Така. Хосен Сул. Грандмастерот ви беше противник на некој од вас? Не, или тој само инструкции даваш? Само ни покажуваше. Така. Маријан, исто ме интересира кога станува збор за семинари, ти кажа дека имало учесници и од други клубови. Да. Пуштате ли покана до сите клубови да. кои сака може од отворен карактер? Од отворен карактер. Пошто немаме многу привилегија да присуствува во нашата држава Црн појас 9 дан. И ги покануваме сите клубови, сите боречки вештини и секој кој е заинтересиран да се запознае поблиску со нашиот спорт, да се запознае со прав мајстор кој неговиот живот го има оддаено на боречките вештини. И исто имаше доста од Куманово сакаја да дојдат. Така. Значи се најавија од оправдани причини не можеле да дојдат. Значи имаат заинтересираност и од другите вештини прашуваат и изразуваат желба за другата година да учествуваат сите. Така. Планирате до година повторно да го поканите? Се надеваме и или другата некој година. друго име? Се надеваме, мислам, ова е еден од најдобрите во светот. И почнавте па со најдобриот. Да. Так. Значи, ама за да постигнеме резултати треба да учиме најдобрите. Апсолутно. Исто ме интересира во врска со одржувањето на овие семинари. Колкава е оној момент, го спомна и самиот ти на почетокот, колку може да ви помогнат во самото учество на турнирите, одредување на оние кои што од вашиот клуб ги планирате да учествуваат на турнири, правење на таа селекција, колку може да помогне. Имаше ли некои насоки од негова страна, овој ваш надпреварувач е добар во ова, овој надпреварувач му недостига уште овај дел од техниката? Точно. Значи, и затоа ми она прашање колку можеше да ве види, затоа што е супер да ги види сите членови на клубот, да знае кој во што е добар, кој во што
треба уште да работи. Прво кој исполнува нормативи, Мгм. има положено црн појас, има учествува на меѓународни турнири, Така. има освоено златни медали. Значи кој исполнува и на тој истиот што веќе е познат во ITF и кажува него му фали тоа и тоа, ќе обратиш. Значи мене како тренер и на нас на тренерите ли кажува на тој такмичар му треба тоа и тоа. Значи и ние наравно го опрашуваме за совет. Апсолутно. Имаше ли можност да проследи видео снимки, записи од надпревари на кои што сте учествувале, па да ги види како се движат и како реагираат во оние реални моменти и Значи услови? немавме сега прилика да гледаме Аха. видео снимки, ама тој е присутен на секој турнир, класа турнир и меѓународен турнир. Така да ги знае од добро. европски светски карактер и ги знае. Значи тоа му е работа и обично ние како тренери, не само ние, него од сите клубови реагираме на исправноста на судиите, ама на теквондото е спорт со прогрес и ностоп има некои новитети, измени. Значи се трудат да е искористена силата максимално со што помала загуба по физичките закони и затоа треба да се посетуваат редовно семинари за да ги пратиме новитетите. Ние, значи тој каже, работиме стара техника, старата техника ја работиме перфектно. Ја работевме уште Грандмастер Сокминчол. Тој кај него полагавме ние како црни појаси првите генерации. И таа техника ја работиме перфектно. Но сега новитетите, значи не ги имаме учено, сега имавме прилика да не ги објасните и да ги вежбаме. Ке имате многу работа, тоа ќе представува некои коренити промени во клубот во насока на одржување на тренинзиве? 10 до 20%. Значи фокусирање на новитетите, да се исчисти техниката, така кажано понаше. И се надаваме да успееме за некоја година да извадиме некој европски светски шампион. Кој ќе направите споредба на она што вие сте почнали и што го работите годиниве таа стара техника, да кажам, тоа е едноставно друга техника и ова што сега се користи. Не е голема разлика. Има разлика и во смисла на тежината, ќе им биде покомплицирано на вашите надпреварувачи, на ово е покомплицирано или некои работи ги олеснува? Не е многу комплицирано. Значи благодарение на нашите генерални спонзори, Панаметал, успеавме повторно да го донесеме и да одиме уште еден чекор понапред со организација, со техника и кој ќе се вратиме наназад, значи пред неколку години, пред да почнат да не спонзорираат, бевме на многу ниско ниво. А сега благодарение на нив имаме најубави услови за тренирање и значи од анонимен клуб израснавме во бренд. Да ви дојде. Зборувам за бренд на Балканот. Председател на комисија на ИТФ за организација на турнири, ми сам честитки. Браво. Сега од другата страна, прашање да ги завртиме работите малку поинаку. Какви беа неговите реакции со оглед на тоа што прв пат доаѓа? Не, трет пат. А меѓутоа доаѓа во клубов прв пат или? Во клубов прв пат. Во клубов прв пат доаѓа. Какви беа реакциите кога дојде ето во Охрид има еден клуб теквондо кој што на годишно ниво колку ги имавте минатава година 50, колку ги имавте медали? 119. 119, ето. 29 златни, 35 сребрени и 55 бронзени. И 4 пехари. Какви беа реакциите на Грандмастерот? Реакциите беа многу позитивни. Значи од 25 август се преселивме во нова сала и успеавме за семинарот, исто благодарение на нашиот генерален спонзор Панаметал, да ја средиме салата тип-топ. И неговото влегување во салата беше премногу пријатно изненаден и не очекуваше дека во Македонија, во Лесковец, на периферија, ќе влезе во таква сала.
Значи супер реакции. Да. Исто беше презадоволен, значи, од спремноста на нашите учесници на семинарот, хиерархиска поставеност, послушност, Така. почит. Кажа дека е на врвно ниво, значи не на високо, на врвно ниво, и дека се знае кој што работи, како работи, што тоа многу го радува, и тоа е еден од предусловите за достигнување на успеси. Кажавте дека Ким Јонг учествува на, ето, најде да не биде помалку, меѓутоа на едно 90% од тие турнири кои што се од А класа. Побаравте ли од него совет за тоа кога ќе изработувате годишната програма за учество на турнири? За тука има многу фактори, од финанси до можност на учесниците да учествуваат, кои се на училиште, кои се со работа и така натаму. Меѓутоа да се направи селекција на она што негово мислење, барем, кој е негово мислење? Не можеме да сме на сите А турнири, кои се ваму, кои се таму, потребни се средства. Вака, во ноември месец се изработува спортски календар на ИТЕ, и тоа се прави по региони. На југоисточен дел на Европа, југозападен дел и по региони. И си доставуваат сите федерации кои сакаат да организираат А турнир. За организација на А класа турнир има нормативи. Кој ги исполнува нормативите, има дозвола да организира и тоа влегува во спортскиот календар. Да, не е туку така, тоа така едноставно, некој ќе му текне и... Не може така, дури не добијаш дозвола од ITF, не може да организираш. И кој ќе се состави спортскиот календар, го доставува до сите федерации во секоја држава и федерацијата го доставува до клубовите. До клубовите и клубовите индивидуално се прават. И секој клуб според можностите, според финансиите, може да се учествува на овие А класа турнири за надпреварувачите да соберат искуство и наравно да имаат бонитет. Така. Бонитет за да може да учествуваат на европско, на светско. Така, значи, да се носи поени, Не може на европско, на светско да однесиш надпреварувач кој вежбал само в сала, не излегал на ниту еден турнир, и го носиш на европско да се надпреварува со некој искусен. Значи во изгора на тоа да очекуваш резултати. Не, во ждрпката може да падне со некој европски, со некој светски шампион. Може да падне со некој што има спортски дух и некој што има неспортски дух, пошто во нашиот спорт поените се земаат со удари, со нога и со рака. Има некој што не е спортиста во душата и може да го повреди. Така. Значи, затоа многу се битни меѓу овие отворени турнири од отворен карактер, ради за да знаат надпреварувачите што е реално на терен, што ги очекува да ја надмине тремата, стравот, да види дека е спорт, дека се земаат поени, дека не е насилство, дека е заштитен, значи има заштитна опрема, заштитен од страна на судиите од правилата. И наравно, кој ќе ја преброди тремата, тогаш можеш и да очекуваш да имаш резултат од некој надпреварувач. Ајде, за тоа ќе правиме малку повеќе муабет во вториот дел од емисијата. Да направиме една пауза, да се одмориме со блок реклами, а потоа продолжуваме понатака со рекламата, почитувани гледачи. Започнуваат промотивните акции во Кармен Бау центар Охрид. Ламинат, комплет со филци и лајсни со намалена цена од 250 денари. Печки на дрва со намалена цена веќе од 4990 денари. Грејни тела со намалена цена од 390 денари. Понудата трае до потрошување на залихите. Кармен Бау центар Охрид. Таа е точно тоа што го барате. Убава, паметна, елегантна, вашата фантазија. Но оди во комплет со мама. Доста е со глупости. Избери Кредисимо. Од сега аплицирај до 80.000 денари брзо, лесно и целосно онлайн. Кредисимо. Пари на време. Сакате врвен квалитет?
Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Хотел за парно Максима од Екошпар загрева максимум 250 метри квадратни. За домот штедливи, за природата грижливи. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Погребално предпријатие Две солзи. Изминатава недела нема што не се случи во Македонија, шестарот на Балканскиот полуостров. Доколку не сте информирани, од нас ќе дознаете последни. Еве што ќе гледате. Вчерашни анализа. Постои ли прифатлива формула за спорот со името? Математиката може да ги реши сите проблеми, доколку формулата се постави правилно. Откриваме од што се незадоволни македонските таксисти. Код тулстер седиш овде у ретровизор влезеш, не може муа да си направите. Вчерашни на терен. Каква тајна крие третото ниво под земјата во централниот штаб на ВМРО ДПМН? Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Ете, почитувани гледачи, после краткиот блок реклами, ние продолжуваме понатака со емисијата, продолжуваме со разговорот поврзан со теквондото. Маријанчо Лазаревски, председател на хваранките в клубот од нашиот град, поточно од Лескоец, и Миле Климовски, након негов асистент и асистент во клубот. Ајде, Миле, малку со тебе, малку повеќе да се занимаваме. Започнавте на големо, веќе сега претпоставувам дека таа програма, која што каже Маријан, во ноември ви е готова, горе-долу знаете каде ќе учествувате. Што ве очекува сега во овој период, ајде, додека не ви дојде летото? Каде ќе учествувате? Наредно е Суботица во Србија. Србија опет. И имате учествувано претходно на овој турнир? Претходно се дешаваше во Бачка Топола. Значи ова ви е прв пат во Суботица да одите? Мене ми е прв пат. Да, ќе се надпреваруваш исто? Да.
сигурно. Селекцијата ја направивте, со кого ќе се представите таму? Па не идеме уште, ама Уште преди да да се истренираме да видиме. Потоа? Потоа не знам. Потоа ќе видиме допрва. Маријан, планирате ли некаков камп да организирате? Оваа година не планираме. Значи април месец планираме да одиме на европско Естонија, Талин. Значи се фокусирате... Да. Пошто Миле не е запознат со спортскиот календар, мај месец Зворник, А-класа турнир. На тоа сте учествувале, веќе знам и... Мали Зворник, тоа е Србија, сега е Зворник во Босна. Во Босна? Да. Љубљана Опен, не знам дали ќе одиме, пошто ни е разлика една недела, а многу ни е пати. До европското? Не, од Зворник. Или после Зворник? Да. И имаме Романија Опен, А-класа турнир, јуни месец и летото ќе го искористиме за припреми, така. Па доаѓа светското Белорусија, Минск, за јуниори и ветерани. Се надевам ќе учествуваме и на светското. Па после идат Добој Опен, Словенија Опен, Благоевград Опен. Тие сите откаде што сте се вратиле со... Најтешките турнири. И меѓутоа и се враќате од нив. Се враќале со... Вака веќе сме редовни посетители и имаме доста добри надпреварувачи, можам да кажам дека имаме прекрасни и реноме. Не, треба и да признаеме. Значи, ево, ќе го споменам Давид Крстевски. Така. Значи, е име и презиме во Југоисточна Европа. Го знаат сите. Значи, во негова категорија, кој ќе излезе, веќе се плашат противниците да излезат, знаат дека е, мислам е решен да биде најдобар. Значи, тој кога ќе оди на надпревар, оди на прво место. Тој не размислува дали ќе изгуби или кој бил што бил. А имаме и други такви надпреварувачи. Колку месеци, уште 2 месеци ве делат до европското првенство. Се собравте управата на клубов? Да, веќе пријавивме екипа, да. Меѓутоа тоа за екипата, како ја составивте, како падна изборот, кој ќе ве представува, што ќе ве представува, ќе има ли измени во последен момент или ги Нема да има измени. Ќе настапиме со еден сениор и еден ветеран. Штета што Давид Крстевски, што го споменав, има 10 години, нема 11. За една година. Тој ги исполнува сите нормативи и нема и појас. Мислам, ќе полагаше сега, ако требаше појас, ќе полагаше пред корејанецот. Ама за жал нема години, а во него имаме најголеми надежи. Меѓутоа ќе биде уште поподготвен за до година? Да, в година, ако не прекине, мислам, живота. Се надевам, значи следната година сигурно Давид ќе учествува на европско. Така. Каков е интересот оваа година? Имате ли нови членови? Се зголемува бројот на членството, миле се намалува бројот на членството? Каков е интересот кај девојчињата? Ги имали? Со оглед на тоа што имате и супер резултати и со девојчиња од турнириве. Се зголеми и доста дечиња се пријавени и да доста имам девојчиња тренираат и добри се. Така. Размислувате ли нешто во насока на она да не биде тоа кога ќе дојде едно детенце кога ќе дојде во клубов, ќе се зачлени, сакам да видам. Меѓутоа сте размислувале во насока нешто да направите за да се задржите, да не биде тоа нивно учество кампањски. Дошле другари, јас ќе дојдам, јас ќе видам, ајде ова онај ќе си заминам. Правите ли нешто во насока да ги задржите? Не секое дете што и е нормално ќе остане. Може едноставно да не му се допадне и тоа е тоа. Меѓутоа да видите во првите еден месец, ето нека доаѓа да видите дека ова дете или ова девојче го бива. Го има она иницијално што е потребно. Разговарате со него, разговарате со родителите, се случило, имало такви случаи? Има. Ево јас како тренер ти кажам, пошто јас комуницирам прво со родителот кога ќе дојде дете. И секој родител, пошто сме популарни, сите сакаат децата да дојдат на теквондо. Јас им викам, и јас сакам сите деца да вежбаат теквондо, но треба да го оставиш детето само да го одбере спортот, да го сака. Така. Значи имаме нови мали деца, така, кои се, мислам, и идни надежи за клубот, имаат и желба за такмичат и, значи, штом дојдат и остануваат.
Значи 80% остануваат. Тие што се мрзливи, што не сакаат да бидат послушни, пошто има сето чудо за 3 дена. Ти се откажуваат се бара уште каде, во кој спорт ова брзо сакам се да откажуваат. А 80% остануваат и многу ме радуваат што даваат се од себе и многу напредуваат со техника и веќе сега за суботица за Србија Опен имам веќе некои нови за прв пат кои што ќе учествуваат. Да, кои се имаат преголема желба и се многу и доста се напредни со техниката и изразуваат желба да такмичат. Па да видат, да ги фрлите во оган, да видат како е на терен. Ама не, наравно прво ќе има припреми во клубот. Апсолутно. Значи мораме да ги тестираме. Кој ќе ги извадиме треба да се 90% максимално припремани. Првиот турнир кога ќе излезе секој такмичар како дете, има трема, пошто кога ќе влезе во сала полна такмичари... Тоа борби лево, десно, суди, ваму... И тоа, знаеш како делува кај децата, тремата дури ја пребродат. И мене ми редовно ми се случува. Прво одат формите и тренерија само форми, борби не. Не. И ај му викам, значи ако не сакаш борби, ќе откажиме, не е проблем. И никогаш не сакам да одавам против волјата на... Така, на сила да биде. Не, све што сакам да биде направено од срце со задоволство. Значи, и после ќе ги помине формите и после тренер, ама јас и ќе се тепам. Ќе се борам спари, во ред. И наравно, кој ќе влезе, обично првата борба повеќето ја губат, пошто не се искусни и не знаат да се чуваат да не... Така. Даваат максимум и покажуваат одлична техника. Значи имам неколку примери. И после, од кој ќе заврши борбата, и ќе изгуби на поени. Така. А знае дека дал многу повеќе ова она и почнува да плаче од лутина што изгубил. Да, затоа што ќе ги види каде му се грешките и на што не и одма внимание. Другиот надпревар ќе победам. Значи така се случува по просек со сите. Така. Значи Божидар Димитриевич. Првиот турнир бевме исто на Србија Опен 2013. Цела ноќ плачеше. Значи бил прв пат од дома надвор. Да, очекуваат резултати, неговите очекуваат 9 години имаше тогаш. Значи цела ноќ плачеше, дете како дете. И помина, зеде прво место. Вистина ли е дека девојчињава се психички поподготвени и посилни? Кога станува збор за оваа работа? Дека полесно со поразите се справуваат? Не знам, тоа е исто кај мене. Мислам, не го имам тоа запреметено. Секој сака да постигне успех, секој го погодува неуспехот. Наравно, друго е кој ќе се качи... Кој како ќе го манифестира после? Не, значи сите спортисти сакаат да постигнат успех. Апсолутно. Сега тие што се почетници го малку поемотивно, добро, и се зборуваме за деца. Ама и овие што се искусни, значи многу ги губат борбите поради грешка на судиите, пристрасност. Значи многу пати ми се случува искусните да почнат да плачат, да се нервираат. Значи тој знае дека заслужил, да му се каже на детето дека например дека тој го дал максимум. Ама проблемот е што веќе се искусни и веќе знаат дека победиле, знаат, пошто то ги бројат поените. Значи секој во себе си брои поени, има монитор, гледа и најде и решението е скроз друго. И се случува и искусните, ама тие искажуваат голем револт. Фрлаат опрема. Мислам, тоа е афект на состојба, нормално е. Претпоставувам дека не ви е и по разговорот сега што го имаме, дека не ви е едноставно. Меѓутоа, како се справувате и со родителите? Вака јас проблем немам со родителите. Можам да се пофалам дека имам одлична поддршка од сите родители. И јас многу пати на турнири земам... Во насока на амбицииве кои што ги има родителот за своево дете, сега нормално секој родител си сака детето да му е најдобро и све, меѓутоа вие ја гледате реалнава слика за реалниот спорт кој што е кажа. Јас му ја кажувам реалната слика. Така.
Значи и од тоа што е реално малку полошо им кажувам, Така. за да знае дека е направило детето успех. И дека не треба да го притиска, значи многу има примери, родители тие не биле некогаш на времето врни спортисти, сакаат детето. Значи генетски, све се пренесува генетски. И со работа. Многу родители има, додуше јас немам во мојот клуб, значи, како да кажам, лечат комплекси преку децата. Значи, не се тоа лечење комплекси, она убаво го кажа, амбиции, тој имал амбиција, и јас сум имал амбиција, или татко ми имал амбиција, јас пилот да бидам, меѓутоа јас со точка немам проблем низ градов да го возам. Мислам, сите ние имаме желби. И кај мене, значи, јас имам кажано, прво за да научи да почитува, го остава детето на тренинг и родителот излегува. Значи, детето, кога ќе види дека нема поддршка од родителот, ќе мора да е послушно и ќе мора да тренира. И кога ќе дојде на прв тренинг, и некој од постарите, поискусните ученици ќе разговара, ќе го пуштиш под казна да работи с клекови, и старите наравно знаат, кој ќе им кажеш да работи под казна, си работи без приговор. И тоа онма почнува да снима правилата во клубот. Да, што да прави, што да не прави, што смее, што не смее. Да, ама претходно ќе види дека друг ги прави, дека почитува и почнува да се прилагодува. И после, и седну, значи во клубот, пошто нема старосна граница, и ќе застане на своето место, се запознава прво со тој до него, почнува разговор, и после една недела, кога ќе влезе в сала е како дома, почнува да скока. Си почнуваат пријателства и си почнува оно што е најубаво во спортот, предпоставувам. Мене ми станува да ви се заблагодарам за учеството во Јоклама. Ќе ми видите во секој случај повторно гости. Во секој случај пред учеството на Европското првенство ќе ми гостувате уште еднаш. Поздрав до сите членови и продолжите со оваа работа што ја работите. И ние ви благодариме за поканата и секогаш сме отворени за соработка. Така, ви благодарам уште еднаш, а вам почитувани гледачи ви благодарам за вниманието и имајте убав ден.